В петок попладне во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Скопје ќе се одржи заедничка средба меѓу представници на иницијативниот одбор на земјоделците и оризопроизводните здруженија од Кочанскиот регион со министерот за земјоделство, неговиот заменик и соработниците. Тема на средбата ќе бидат откупот и цените од предстојната жетва на оризот. При тоа, како појдовна точка, треба да биде трошковникот што го изработил Институтот за ориз, а во кој се вкалкулирани давачките за производство на килограм арпа. Минатата недела при престојот во Кочани, предстојната средба во Министерството ја најави заменик министерот Трајан Димковски. При тоа нагласи дека токму Институтот за ориз ќе има задача да даде мислење за реалните трошоци што ќе влијаат врз определувањето на откупната цена на арпата. Очекуваме еден заеднички, да кажеме, фер договор како би отпочнал откупот, бидејќи овие бројки кои што ги напоменав, цената во зависност од рандеманот, квалитетот и влажноста и како ќе влијаат на крајната цена. На следниот состанок кога ќе ги имаме фактите, бројките, аргументите од двете страни, ќе може да очекуваме дека почеток на жетвата, односно на откупот ќе започне, иако најавија дека имат многу големи количини од минатите, односно од минатата сезона кои што не се преработени, а се откупени, и тоа ќе зависи, но велам дека нивното видување е дека пазарот ќе се придвижи и дека нашиот ориз кај што бил досега ќе продолжи на тие пазари да биде и понатаму, а секако дека мора да се бориме со квалитетот, со цената и сето друго што доаѓа. Како што се дознава на состанокот во ресорното министерство во Скопје, нема да присуствуваат представници на откупно-преработувачките предпријатија. На одделната средба со заменик министерот Димковски во Кочани, тие минатата недела ги искажаа своите ставови околу можноста за покачување на откупната цена. При тоа нагласија дека според сегашните состојби на пазарот во соседството можат да понудат максимум 26 денари за килограм арпа во зависност од квалитетот на зрното. Членовите на иницијативниот одбор на протестот што се одржа во Облешево рекоа дека според нивните пресметки најниската прифатлива цена би била над 40 денари за килограм. Со тоа ќе можат да ги покријат сите давачки за овогодишната реколта и да остварат минимална заработувачка. По повод Европската недела на мобилност и Меѓународниот ден без автомобили, општина Кочани ја организираше традиционалната велосипедска тура по патеката на оризот. Велосипедистите возеа на релација Кочани, Грдовци, Мојанци, Горни Подлог и враќање повторно во Кочани на патека со вкупна должина од 15 километри. Како што гледате и сами може да се забележи со голем број на учесници кои се одзваа на нашиот повик. Со ова сакам да им се заблагодарам на сето тоа и да им посакам убаво возење и почитување на сообраќајните правила и сообраќајната култура. Подршка на одбележувањето на Меѓународниот ден без автомобили даде Ротари клубот Кочани Виница со намера да се сврти вниманието кон поголема заштита и безбедност на велосипедистите во сообраќајот. Овој пат доделивме на сите учесници флуоресцентни рефлектирачки елеци со цел да им покажеме на луѓето дека треба да бидат видливи кога се дел од сообраќајот. На овој начин треба да се зголеми безбедноста. Елеците не се само за денес, треба да се носат било кога и да се вози велосипед, така ќе бидете побезбедни. На велосипедската тура учествуваа рекреативци, ученици, членови на спортски и велосипедски здруженија, а се вклучија и љубители на велосипедот како превозно средство. Не се брза, полека, најбитно е безбедноста на децата и на другите. Кратка, ја мислам дека е кратка стазата, добра е и убаво ќе биде дружењето. Возам више 4 години и велосипедот за мене е здравие, тоа е убаво да се вози и така. Најчесто возиме по селата, одиме и за Штип и има другари за возење. Велосипедската тура се спроведуваше според протоколите за безбедност во сообраќајот, при што подршка даде и одделението за внатрешни работи од Кочани. Организирањето на велосипедската тура по патеката на оризот почна пред 3 години, а на низиното прво издание учествуваа и видни представници од дипломатијата, кои во изминатиот период дадоа исклучителен придонес во заштитата на животната средина во Кочани и регионот. Локалната самоуправа на Кочани ги почна подготовките за организирање на традиционалната манифестација Денови на оризот, што годинава ќе се одржи по 31 пат.
Организацијскиот одбор на манифестацијата упати повик до институциите, здруженијата, организации и поединци кои се заинтересирани за сопствено представување со штандови да се пријават во локалната самоуправа. На штандовите можат да се изложуваат производи, домашни ракотворби, изработки од ориз, здрава или органски произведена храна, уметнички креации и слично. Исто така, просторот на штандовите ќе може да се искористи и за поставување промотивен материјал, поврзан со институционални проекти и активности. Представувањето на здруженијата, компаниите и институциите на штандовите е планирано за 8 октомври во Паркот на Револуцијата. При тоа изложувањето ќе биде во периодот од 11 до 17 часот, а за користење на изложбените штандови нема да се наплаќа надоместок. 80 на метри кубни огревно дрво планира да набави основното училиште Никола Карев од Кочани, како енергенс што ќе се користи за затоплување на дел од просториите во кои се изведува наставата. Станува збор за набавка на буково дрво од прва или втора класа со два различни квалитета на пресекот. Огревот ќе биде наменет за затоплување на објектите во подрачните училишта во Грдовци и во Тракање. Во техничката спецификација на јавната набавка, проценетата вредност на количината што треба да се плати е определена на нешто повеќе од 91.000 денари. Јавниот повик за тендерската постапка за набавка на огревното дрво е веќе објавен, а последниот рок за пријавување на заинтересираните снабдувачи е до 29 септември. Испораката на огревот ќе се врши по склучување на договорот за набавка. При тоа истиот ќе биде сукцесивно според потребите на нарачителите, што значи дека ќе биде во зависност од потребите во текот на грејната сезона. Во сумата за набавка на огревното дрво влегува и транспортот до објектите што како диспозиција ја дава нарачателот. При тоа можно е во зависност од грејната сезона да не биде нарачена вкупната количина што е планирана, односно предвидените количини се определени само како горен можен лимит. Младиот сликар Симеон Трајчов од Кочани, кој е член на училиштето за цртање и сликање при Центарот за култура Бели Мугри, ја отвори својата прва самостојна изложба на уметнички дела. Изложбата е со хуманитарен карактер, односно изложените слики се продаваат. Собраните средства се наменети за помош на лицата кои боледуваат од карцином. Авторот на изложбата истакна дека таа е во чест на прерано починатиот сограѓанин Благоја Апостоловски. Има 23 ела изложени. Елата ги спремав за време на летниот период. Елата ќе се продаваат и сите средства кои ќе бидат соберени ќе бидат донирани на лица кои се борат со истата болест. Мотивот на елата е Африка. Работени се со акрилни бои, пемперни. Прва изложба, самостојна. Надевам се дека имаше многу изложби. Интересот на граѓаните за настанот беше голем, а западната тераса на Центарот за култура Бели Мугри, каде што се поставени уметничките дела, беше солидно исполнета со посетители. Според првичните најави, веќе има интерес за купување на дел од сликите. Се очекува во текот на 3 дена, колку што ќе бидат изложени, да се собере паричен фонд што ќе биде дониран.